Благодарам, почитуван председателе. Господине председател на Регулаторната комисија за енергетика, многу убаво сте ни го составиле финансискиот план, дури и со сликички, да ни биде по-илустративно. За жал, она што не ми е јасно е распределбата на средствата, како сте ја направиле и како се уште дозволувате да не си ја вршите улогата за која што сте платени, а упорно да си ги изголемувате финансиските средства кои што ќе ги потрошите. Имено, очигледно е дека ви остануваат повеќе пари отколку што можете да потрошите, бидејќи средствата за пренесен приход во наредна година од 5 милиони ги зголемувате на 9 милиони или имате и 900, значи имате скоро нови 5 милиони денари вишак што годинава ќе ви останат и ќе се пренесат во 2013. Во објаснувањето на кој начин ќе се потрошат овие средства, предвидувате 6 нови вработувања, кои што, како што велите, ќе придонесат кон понатамошно зајакнување на капацитетот на Регулаторната комисија за енергетика. За да се зајакне некој капацитет, почитуван председателе, треба да постои. Треба да си ја работите работата и да можете потоа да зајакнете. Јас навистина не гледам како 6 нови вработувања ќе го променат нефункционирањето на Регулаторната комисија за енергетика. За да се реализираат тие нови 6 вработувања, како што кажувате и самите во финансискиот план, само за плати од 18 милиони и 800 ќе зголемите ставката на 23 милиони 680. Или повеќе од 5 милиони зголемување ќе имате само за да се обезбедат платите. Дополнително ја зголемувате ставката за набавка на основни средства, значи како што кажувате во финансискиот план, да им обезбедите канцелариски мебел, информатичка опрема, останата опрема за овие вработени, од 2 милиони и 300 на 3 милиони и 300 ја зголемувате ставката, значи цел 1 милион денари дополнително ќе се потрошат за нови 6 вработени. Она што навистина не ми е јасно е како овие нови вработувања ќе придонесат кон подобрување на состојбите во енергетскиот сектор, бидејќи и онака не си ги исполнувате задолженијата кои што ви се дадени согласно закон. Или да го цитирам член 11 на кој што вие се повикувате на веб страната ваша, една од задолженијата на комисијата е да се грижи за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со енергија. Навистина ме интересира каде и како го правите тоа. Бидејќи оние кои што плаќаат за топлинска енергија енормни сметки, благодарение на вашата проценка на цената на топлинската енергија, не ја добиваат потребната топлинска енергија. Законска обврска е топлификација да обезбедува 21 степен во домовите на своите корисници. И тоа е она што вие треба да го контролирате. Обидете се, не мора да мерите, пошто очигледно и таа обврска ја префрливте на топлификација, отидете кај некој на гости и пробајте со обичен термометар да проверите колкава е температурата. Во ниеден од домовите кои што се греат на топлинска енергија нема 21 степен Целзиусов. Да не говориме за фактот дека до пред недела дена воопшто немаше топлинска енергија и топлификација кога ќе се јавите да изреагирате, одговараше дека е топло надвор, нема потреба се уште да уклучат парно грејење. Друга од надлежностите ви е да ги издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценцата. На кого сте одземале лиценца заради неисполнување на обврските, навистина ме интересира, бидејќи не сум слушнала дека има таков случај. Зголемувањето на бројот на вработени со уште 6+, нема да го промени фактот дека не си ги извршувате обврските. Вели се грижи за унапредување на заштитата на правата на корисниците на енергија. Кажете ми на кој начин ги заштитивте правата? Протестираат од аман веќе некое време, не најдовте за сходно ни да ги викнете да ги слушнете во најмала рака. Она што ви е предвидено во стратегијата за развој на енергетиката се потенцира дека покачувањето на цената на енергијата и особено на електричната мора да биде во корелација со цените на останатите енергенси, како и со порастот на животниот стандард во Македонија. Животниот стандард во Република Македонија, ако живееме во истава, бидејќи очигледно вие живеете во некоја розова Македонија,
Животниот стандард во Република Македонија опаѓа, господине председателе. За разлика од цените на струја, на парно и на бензин, кои што вие ги покачувате и дозволувате да се покачуваат. Наместо овој финансиски план, според кој што ќе потрошите цели 67 милиони денари во текот на следната година, ќе ве замолам да се обидете со 11.000 денари. Колку што е примањето на еден пензионер, да направите финансиски план како да се истера месецот. Како со тие 11.000 денари да се плати струја во висина од 2.000, од прилика да се плати парно во висина од 4.000 и нешто за двособен стан, да се плати вода, да се плати комунална такса, да се плати радиодифузната такса, која што по новиве правила на УЈП, во еден стан стигнува, односно во едно семејство стигнува на 4 луѓе. Секој што има матичен број доби сметка за радиодифузна такса. Направете ми план како со овие 11.000 денари да преживее еден жител на Република Македонија со вакви цени на енергенците кои што вие ги пропишавте. Да не говориме ако има возило и треба да стави бензин, тоа веќе ќе биде научна фантастика. Само за да ги плати трошоците, повеќе од 80% од просечната пензија ќе треба да ја даде за струја, парно и останатите трошоци. За крај да ве подсетам како вие влијаете на јачината на денарот. Ова што го имам овдека се 100 денари. Пред 6 години, пред да почнете со вакво расипничко одредување на цените, со овие 100 денари можеше да се купи 1 леп, едно млеко и 1 маргарин. Денеска со овие 100 денари ќе го купат лебот, млекото и евентуално некоја мастика ако им даде продавачката, бидејќи толку падна цената и вредноста на денарот во овој изминат период. Заради тоа, наместо да се обидуваме да аминуваме ваков тип на финансиски планови, навистина не ми јасно во извештајот што ќе ни ставите, ама ќе видиме за кратко, наместо да се обидуваме, најдете начин согласно закон, оние кои што не си ги обавуваат деностите онака како што треба, вклучително тука и топлификација, и МЕПСО и ЕЛЕМ, да ги казните, дали ќе ми одземете лиценцата, дали ќе си најдете некој друг основ, тоа е вашата работа. Да им обезбедите на граѓаните солидна и квалитетна услуга за она што го плаќаат. Наместо во месец октомври да се мрзнат во своите домови и да се прашуваат на кој начин ќе се затоплат, да добијат квалитетна услуга од топлификација. Наместо да минувате фарса во која што оној кој што ќе се исклучи од парно грењето, повторно ќе треба да плаќа одреден дел на трошоци, најдете начин да работите за граѓаните, бидејќи тие гласаат за пратениците кои што вас ве избираат. Благодарам.